Почитувани, го следиме неделното интервју во Инбокс 7. Денес со нас професор доктор Михаил Кочубовски, раководител на секторот за здравствена екологија, Оделение за безбедност на вода и санитација на животна средина при Институтот за јавно здравје. Добар ден. Добар ден, господи. Каква е состојбата со водите во земјава во однос на квалитетот? Па ако збориме за водите за пиење, состојбата е многу добра, да не кажем одлична. Ние сме една од ретките земји каде што е таква состојбата. Како што пристап до води за пиење, така и во однос на квалитет. Осебно во градовите, каде што е 100% исправна водата. И во селата кои се приклучени на тие градови, имаме одреден број на села кои имаат сопствени водоводи, локални или селски водоводи, каде што состојбата зависи од село до село. И имаме и дел население, тоа се многу мали села, кои се и ретко населени или повремено само населени, само топлиот период од годината, каде што има само одредени, да кажеме, бунари или природни чешми, нема водовод, али тоа е мало број на население, околу пописот некаде, говориме од 2002 со проекции, дека е околу 3% од населението, али тоа не значи дека е 3%, затоа што ви реков, тоа се претежно се тие или напуштени села, или полунапуштени, или повремено населени само. Така, како се случи од вода за пиење во Теарце да се отрујат околу 500 луѓе и дали тоа е најголемото труење на ниво на Република Македонија? Не, имали поголемо. Поголемо било, да кажеме, болест заради дизентерија, али во Штип, тоа е многу давно. 88 година, каде што неколку илјади биле заболени. Тоа е, така да тоа ни било нешто свано рекорд во историјата на државата, каде што заради дефект на водовната мрежа, но и дефект на канализационата мрежа, редукции во водоснабдувањето летен период, недоволна вода, и се јавило ушмукување на каде што имало дефект, едноставно укрстување имало со канализациона мрежа и да граѓаните пијат вода со едноставно контаминирана со фекална содржина или со фекални бактерии, меѓу нив и со шигела дизентерија, и затоа тоа беше огромна епидемија, нешто невидено за нашите простори. Од тогаш навака немаме ништо такво. Ова во Теарце не беше права вода, тоа беше повеќе со храна. Така да не можеме да ја кажеме дека е епидемија поврзана со водата. А кој го контролира квалитетот на водата и со која временска динамика се одвиваат проверките? Па видете, контролата, мониторингот на безбедноста на водата и квалитетот, што безбедноста е нешто пошироко, го врши Институтот за јавно здравје во соработка со 10 центри за јавно здравје, кои се распоредени секаде низ државата и имаат и своји подрачни единици. Тие центри во центрите за јавно здравје се врши основна анализа на водата за пиење, бактериолошка и физичко-хемиска, но и вршат и санитарно-хигиенски увиди. При вршењето на санитарно-хигиенски увиди се воочува дали има одредени загадувачи, природни или вештачки загадувачи, во околината на објектите за јавно водоснабдување. Дали за град, дали за село, не е битно. И тоа имаме специјални формулари, тоа се забележува, се известува. Понатака се зима вода и се испитува водата и се дава на крај стручно мислење. Ако е водата неисправна, се известува, значи се известува локалната самоуправа секогаш. Понатака се известува ако има јавното комунално предпријатие, а во исто време известуваме и Агенција за храна и ветеринарство, Центар за управување со кризи, Министерството за здравство, тоа е секторот за примарна и превентивна здравствена заштита и Државниот санитарен здравствен инспекторат. Значи, тоа е една шема која функционира неколку години уназад. Порано беше само известувањето до Агенција за храна и ветеринарство, сега е веќе тоа малце по-засилено со другите институции кои ги известуваа. Но битна ни е соработката со јавните комунални предпријатија,
Каде што има јавни комунални предпријатија нормално, а каде што нема со градоначалниците и там или тие одговорните на местните заедници во селата. Каде што ги кажуваме писмено нормално со препораки од страна на колегите, ако е поголем проблем од страна на институтот, каде што наведуваме каква е состојбата, што треба да се преземе и едноставно даваме препораки. Некојаш повремено, кога имало, например, поплави или после поплавите, сме вршели и повремена. На тие индивидуални објекти, да кажеме, кај што се села кои што се планински, да речеме, кај што е пристапот потежок и така натака, за вода да им се донесе, сме правили и чак и дезинфекција на водата со таблети. Или сме им кажували што да прават, или каква вода да пијат. Ако има, например, замотување на водата, која природно може да се случи при поголеми дождови, во поедини места по државата, како и во светот, тоаш секојаш од центрите за јавно здравје даваат препорака водата да се преврива додека не се избистри, додека не добиеме лабораториска анализа дека одговара матноста под 1,5 нефилометриски единици. Така да тоа секогаш функционира, граѓаните едноставно постапуваат, односно кога имаме поголеми проблеми со водата за пиење, како што сме имали во минатото со Куманово, понатака со Свети Николе, со Гевгелија, да речеме, последниве години исто така, Гостивар, сме известували секогаш, ако има замотување, ако има друг проблем, исто сме известувале, сме забранувале и сме наоѓале, едноставно сме барале решение. И во сите случаи овие сме нашли решение до сега. Во Гостивар, например, има сега нова филтер станица за пречистување на водите за пиење, кои се у глобала добри, затоа што доаѓа од вруток водата, која е идеално чиста, например. Али повремено, на неколку години, се јавуваше заматување природно. И заради тоа се изгради таа филтер станица. Понатака Свети Николи имаше пред многу години големи проблеми и таму се изгради нова пречистена станица, нови бунари, така да нов зафат на вода од хидросистем Слетовица и таму го решивме проблемот. Во Гевгели исто нова вода, од нови бунари и тука го решив. И на некои помали локалитети. За разлика од некои други земји кои ги одлагаат проблемите, па мислам дека сами ќе се решат. Ние ги решаваме. Така. Со какви и колкави кадровски и технички капацитети располага Македонија за контрола на квалитетот за водата за пиење и кои се приоритетите тие да се поефикасни и пофункционални? Видите, ние Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје не сме многу бројни, да кажеме, во зала, али сепак имаме доволно кадар кој го врши тоа, или хумани ресурси. Значи, тога се доктори специјалисти по хигиена, секако и тога се и лабораториите, колегите епидемиолози, специјалисти, ако има појава на болести поврзани со водата и така натака, каде што соработуваме обично заедно. Понатака имаме лаборанти, имаме техничари, имаме по лабораториите персонал кој е највисоко едуциран. Тие лабораториите не се акредитирани по ISO 17025, како на институтот, така и на Центрите за јавно здравје. Имаме многу добра соработка со Центрите за јавно здравје. Ние ја контролираме работата на Центрите за јавно здравје секој 3 месеца. Вршиме контрола дали работат сходно. Имаме национална годишна програма за јавно здравје секоја година и таму се нотирани кои задачи и активности треба да ги извршат како центрите, така и институтот. Има за водата за пиење, за водите за капење и многу други. Али сега збориме за водите за пиење. Значи, како во градовите се мониторира безбедноста на водата, така и во селата. Или во изолирани, например, објекти за водоснабдување на фабрики, некои или туристички места, хотели, одмаралишта и така натака. Крајпатни чешми. Има цела една палета на различни видови на водоснабдителни објекти или различни корисници на таа вода, каде што се следи според таа програма.
Како доаѓа до самото загадување на водата? Значи, колкава е опасноста контаминирана почва да ја зарази водата и како за пење, така и за наводнување и какви мерки се преземаат за заштита за водоводните мрежи да се прочистат? Видите, не е баш едноставно тоа да се каже, но загадувањето на водите за пиење може да настане преку загадување на почвите. Ако нешто се истори, дали е цврст отпад, кој е опасен, или е течен отпад, кој исто така може да биде опасен. Тоа е за течниот отпад, ако е, да кажеме, фекален отпад, да кажеме, фекални отпадни води, тоа лесно се решава, да речеме, значи, затоа што кај нас задолжителна е дезинфекција на водата, на крајот. Граѓаните пијат хлорирана вода. Каде што имаме резидуален хлор и да има случајно такво нешто, ќе се уништи едноставно бактериите. Но проблемот е ако има хемикали или физички некој агенс, ионизирачко зрачење и така натаму, тоа може да биде проблем. Кај нас такво нешто не сме имале, али со хемикали може да има. И затоа треба да се внимава. Како внимаваме да не дојде до тоа, ние секогаш превенцијата ни е битна. Вршиме изработка на елаборати за заштитни зони. Институтот, заедно со врвни и други институции кои се бават со геохидрологија, вршиме, значи, испитување каква е состојбата на терен околу јавните водоснабдителни објекти за градовите, но и за селата. Такви елаборати имаме многу, тоа се викаат елаборати за заштитни зони околу објекти за јавно водоснабдување. Имаме изработено многу до сега и уште имаме уеднина кои треба да ги работиме. И тие елаборати наведуваат 3 зони за заштита околу самиот извор или бунар или зафат на река или зафат на акумулација и така натаму. Тоа е прва заштитна зона каде што никој не смее да влезе освен вработените во јавното комунално претпријатие, кои секако се прегледуваат 2 пати годишно дали се лицо бацилоносители, значи дали се здрави. И тука може да влезе инспекторот Агенција за храна и ветеринарство, инспектор за храна и ние, како јас, како специјалист по хигиена, кои вршиме контрола. Едноставно не е инспекција, зашто инспекцијата ја вршат и другите, кои се инспекцијски органи, ние вршиме како надзорник. И даваме препораки. Ние, например, Институтот за јавно здравје врши надзор на станиците за пречистување на вода за пиење, каде што се користи вода од површински води. И идеме еднаш годишно, вршим по тие формулари за брза проценка, што ги имам изработено уште пред 11 години, само во моделирани или адаптирани спрема Светска здравствена организација и гледаме каква е состојбата и даваме заклучок и препораки. Како поминуваат неколку години веќе тоа како функционира. Како тоа функционира, едноставно гледаме дека има подобрување. Затоа што тие препораки ги усвојуваат и ги почитуваат. Некои тие препораки се краткорочни, некои се среднорочни, некои се долгорочни. И некојаш може само јавно комунално претпријатие или водовод, тоа е и канализација, негде се заедно, негде посебно. Можат сами да го апсолвираат проблемот, некојаш мора и градоначалникот, а некојаш мора и државата да помогне. Тоа е владата. Така да во сите случаи сме наоѓале решение дали едноставно чак и со помош на владата. Така, значи може да се заклучи дека водата за пиење во Македонија... например, Гостивар со помош на владата го решивме. Гевгелија со помош на владата. Истото тоа е и со Свети Николе беше со помош на владата. А некои помали самите општини ги решавале или самите јавни комунални претпријатија. Така, тоа би било се. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Ви благодарам.